Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во ново издание на емисијата Аргумент Плюс. Како што најавив и во централниот дневник на телевизија 24, вечер ве остануваме на тема поврзана со студентскиот стандард, меѓутоа не само за тоа, туку изборуваме за квалитетот на високото образование. Мои вечерашни гости се професорите Илија Ацевски, социолог, кој сега заслужено во пензија, така, и Самуил Малчевски, вонжетен професор на Меѓународниот Славенски универзитет. Малчевски, добро вечер и благодарам што и двајцата ја прифативте поканата. Еве, видовме дека студентите вчера на денот на Меѓународниот ден на студентите практично излегоа на еден марш на незадоволство. Има неколку барања, некако иницијалната каписла за сето ова беше законот, односно студентскиот оброк, субвенционираниот студентски оброк, денеска донесени се измените на законот, се заложија за подобри услови во домовите, студентските домови, меѓутоа и за квалитетно образование. Ние зборуваме за квалитетот на високото образование, меѓутоа еве на почетокот професоре Ацевски, некако изостана поддршка од универзитетите овде, да не заборавиме дека практично протестира или излегоа на марш студенти од и државни и приватни универзитети, меѓутоа не видовме дека некој од ректоратите дека излегува со поддршка или барем некој професор. На што се должи тоа? Прво, она што сакам да го кажам на почетокот, се чини дека тоа што го бара студентите е еден сегмент, како да речем, што го формира студентскиот живот. Не? Тоа е таа материјална страна, да имаат нормален предпоставки за едно нормално студирање. Не? И тоа е се, како што гледам ова дискусија, се почнува некако да се сведува дали да биде 120, 130 или 150, 160 денари, што е, мислам, од она што сакам да го потенцирам, не е ни толку битно, би рекол, не. Оти ние кога говориме за систем на образование, систем на високо образование, систем на квалитетно образование, тој аспект, тој дел се разбира многу битен. Но квалитетот на образованието, барем според мене, го формираат многу повеќе компоненти кои што влегуваат во тој сет на околности и тука би рекол како да тој протест некако тука и како тука да застанува, запира некоја што гледаме дури од овие политичарите во интервјуа, не дека као се сведува, ние знаеме дека например домот Стив Наумов оддавна пропаѓа, па сега дошло време тоа да, ето, чисто така, и тоа ќе се реши, не веднаш ќе се реши. Кога говориме за, она што сакам да го нагласам, да го потенцирам, кога говориме за квалитетно образование, високо образование, мораме се навратиме малце повеќе години наназад. Оти неквалитетот не е резултат на една, две или три или пет години. Неквалитетот е практично кога започна тој процес, болонски процес и ЕКАТ система, негде таму, која година 2000, како беше, 5-6 година, 2004 година, и кога заврши таа, бе рекол, прва генерација и тука се прават тие сега основни грешки, кога требаше да се евалуира тој процес и однатре и однадвораде. Но тогаш немаше. Ке зборуваме и за тоа, професоре, да дадеме на почетокот. Да, само мојата поента дека ова што се случува денес само еден сегмент од она што е студентски, како би рекол, свет, движење во... Така, затоа и ова емисија ја иницирав за да се поразговара малку и вкупно за целиот образовен, едукативен, па дури воспитен процес, нели треба сето тоа да го предпоставува за да не биде дека студентите излегуваат и реагираат само за условите. Рековме дека тоа се битен и еден од поглавните атрибути за функционирање, меѓутоа да не биде дека е сведено само на тоа. Малчевски, еве изостана поддршка од професорите. Зошто мислите студентите вчера во соопштение им рекоа на политичарите да ги држат на страна своите раце од овој процес, иако дел од фронтмените на тие универзитетски собранија, представници што беа, не скрие, јавно кажа дека се и представници или симпатизери на дел од политички партии, тоа што не е проблем, така секој си има право да си има одредени симпатии или па да членува во политичка партија. Во суштина ние сме толку ispolitizirano општество што ретко може да најдете некој аполитичен, а се бави со сите тие работи. И тоа мислам дека генерално нема врска со вкупниот амбиент во кој што се случуваат овие работи кои што се случуваат.
Прво, јас не можам да кажам ништо против тие студентски протести, освен да ги поддржам како поранешен студентски лидер. Се сеќавате дека во еден период од 2007 до 2009 година јас бев начело на студентската организација во Македонија. И јас, ако некој најдобро ги разбира нивните барања и она што им се случува изминатите денови, тоа сум јас. Во однос на поддршката од професорите и на се, имаше изолирани случаи на професори кои што дадоа јавна поддршка на студентите, остана пак, ајде да кажем, институционалната поддршка или универзитетите да излезат и да застанат позади своите Да се студенти. солидаризираат, барем во еден дел од барањата. Видете, тоа секогаш не се случувало, тоа не е ништо ново. Кажете ми ви еден студентски протест, една студентска иницијатива која што добила поддршка од ректоратите на универзитетите, немам. Дури јас кога бев студентски лидер се сеќам на една иницијатива Виза нема Но шанси. затоа тој простор го заземат политичките партии, па кои што знаат Па да ги добро, они си сакаат да злоупотребат, се остварат сфера на влијание, и тоа е тоа. Проблемот е многу посуштински од што и те студентите вчера кажа дека ова е прв чекор и ќе продолжат понатаму да се борат. Убаво кажа професорот, тоа е еден сегмент, а јас викам дека тоа се 4 клучни столба кои што го чинат образовниот процес. Прво е инфраструктурата. И сите се битни, не е битно кој е прв, кој е втор, сите се битни. Тоа е инфраструктурата. Вториот се ние професорите, колегите кои што работиме во системот, наставните програми по кои што децата учат и на крајот се децата. Проблемот е што ние во овој момент не знаеме што по 10 години од сега. Дали вие Отсуствува визија, сметам. па отсуствува некој стратешки план. Еве во 2018 година донесоа закон за високо образование. Јас тогаш го критикував, поготово во делот на сибнување на квалитетите за избор во звања и во делот на некој начин како се изврши упат во автономијата на студентското движење. Тогаш не убедува дека тоа е најдобар закон, визионерски, дека се. За денеска да слушнеме дека позади очи на јавноста, позади универзитетите, универзитетските професори, ниту наставно-научните совети на факултети разговарали, ниту сенатите на универзитетите, они го менуваат законот за високо образование. И сега пак пробуваат некое хибридно решение да ни наметнат, без да не прашаат нас. И ако ги прашате што добро ќе донеси тоа хибридно решение, кој што сега пробува да ни го наметнат, не знаат да ви кажат. Што за 10 години од сега практично ќе се случи во високото образование со промените што вие ги правите во овој момент. Не знаат да ви кажат. Паралелно со тоа, 2018 година се формираше едно тело, одбор за квалитет, за оценување на квалитет во високото образование. Во 2022 донесоа правилник 5 години. Значи, да го пишуваја на рака за 5 години, ќе го направиа За екстерно правилникот. оценување на професорите. За оценување на квалитетот во високообразовните институции. Негде излезе тоа мај, јуни, тој период во службен весник и уште немаме имплементација. Знаете зошто? Еве, ајде професори, ако вие Па имате најверојатно повеќе професори сознание, немаат желба најверојатно. Се вратиме да го сега направат. сакам да ги поедноставиме работите. Ако вие се залагате за еден, да речем, нормален студентски стандард, така, и еве да претпоставиме дека тоа ќе го овозможите на студентите. Така. Тоа само по себе сега ќе претпостави дека треба се подроби и квалитетот на образованието. А вие не го следите квалитетот на образованието. Немате еволуација. Немате ни надворешна, ни внатрешна еволуација. Ако Зошто ќе беше тоа битно, професор? Еве зошто е битно. Ако вие кажете дека ајде го подобриме квалитетот на образованието, така. А системот е 20 години, докато што јас себе имам можам да го следам, не, и активно и еве и последните години, не. Вие практично тој се повеќе се руинира, потонува, како би рекол, не, по сите основи. Болонскиот систем, еве сега тоа ќе се вратам да одговорам на тоа прашање, он е многу скап систем во суштина. Негова главна цел е студентот да учи, така? Да учи. Јас ги имам пред себе уким. Како може студентот да учи во една група од 200-300 студенти, професор нема асистент? Како? Чекајте. Или немате елементарни претпоставки. Ако вие сите ги создавате сега услови, сега тука студентот ќе го поставите во центарот, ако тој не постигнува резултати, тоа ќе носи последици. И сега еве ова да одговорам на тоа прашање, конкретно што е врзано за ова што е актуелно, не тие пари кои треба да ги добијат за доручек, ручек, што ќе биде тоа, не знам. Така, за субвенциониран така оброк, студентски оброк, да.
Едноставно, сите студенти некако не може тоа да го добиваат на некој начин. Да го добиваат оние кои што тоа го заслужуваат, или ако го добиваат сите, ако студентот губи година, зема прва година додаток и втора година се заменува, тој мора да ги врати парите. Тој мора да се чувствува во тој како е во таа целина. Така беше, така е во нормалниот свет. Ние ви плаќаме, ви даваме секакви услови и ве обврзуваме да постигнете резултати. Али тоа од друга страна ќе го доведе во, мислам, на испит и целокупниот образовен систем, збором, пред се завукима. Вие не може да нема резултати. Не може да нема резултати во тој случај. Сега Ами рековме ве кој ги сега мери е тие се тоа ставено, резултати. сега тоа ставено Кој ги се мери тоа. тие Не. резултати? Тоа е Професор, ние регулирано, може тоа ставено може само квалитет- се тоа. едно Точно, нешто да. може ние да се сложиме. Да. Со години се уништува системот и првиот удар на високото образование беше зададено кога се укина приемниот испит за упис на факултет. Да. Тоа беше првиот момент, Да. кога се дозволи едноставно секој што сака да може да се запише, да се запише на факултет. Вториот удар беше кога се либерализираја критериумите кој се може да биде доцент, вонреден, Максимално. редовен професор. Да. Па со написи по дневни вестници беа избрани и Има и луѓе такви, беа има бирани многу. за доценти, за вонредни, за редовни професори. Добро го знаете вие тоа. Па знаете дека многу долго време го истражувам и го пратам македонскиот образовен систем, така да добро го знам. Понатаму, паралелно со тоа, со години наназад се намалуваше буџетот за научно-истражувачка И го нема работа. сега. Па сега го нема, сега е некој 0, јас баш правев некои пресметки, 0,20. 0,08% од скупниот буџет Да. во 2023, од Тоа е на 0,45 во 2014, сега имаме 0,08. Ова е поразително. Ја не може да очекувате квалитет со ваква нешто. Не може вие да очекувате квалитет кога редовен професор во државава или државата за редовен професор плаќа 710 евра плата, а Косово плати 1400. Албанија, Црна Гора, Србија нигде не се под 1000 евра плата. И тоа е А систематски. зошто не бараат Така, професорите? добро, најавени се бараат Бараја професорите, најавени професоре, се ама да дека ќе видиме имаат сега 7-8% така покачување, ама еве да во кој видиме. дел. Па, реков. Ама они ветува и за колегите во Така, основно да. и средно, па видовме до каде донесоа. Така да, проблемите се со години наназад систематски и сега ако се навратиме чекор назад, треба да видиме кој носел одлуки на тема образование, кои ни биле министри сите изминати години во образование. Ние може, кога ќе повлечеме црвена линија, да сватиме дека тоа практично не бе луѓе кои што изворно потекнувале од образовниот систем, него ни биле инсталирани да ни бидат министри. Да, Еве сметате дали дека тука лежи најголемата причина универзитетот на е Малчевски или не? автономен. Во тоа е проблемот. Најголемата причина е што ние немаме институции. Што ние, за да имаме ние институции, треба да знаеме што тие институции прават во догледен временски период и пак се навраќаме на оној момент каде ние се гледаме за 10 години од сега. Ние имаме едни потреби на пазарот на трудот, нашите институции ни викаат, не бива, ние ќе ви кредираме вакви, такви, онакви студиски програми. Кој сака отвори универзитет, кој сака стана професор. И тоа е систематски ништење, без реална евалуација, што вика професорот на целиот тој процес. Ние, да имавме институции, не може да ни се случи ова. За жал ги немаме, руинирани се, и ни се случува она буквално тонење во жива кал. Еве професоре, тоа го начнавте тоа со потребите на пазарот на трудот, веќе и тој Болоња процес доведе до степен, барем такви се повеќето коментари за мултиплицирање на тие високи звања, магистер и докторат малку полесно се доаѓа, условно речено, и сега пазарот на труд меѓу другото трпи и поради тоа. Дали сметате дека е време за комплетен еден вртење, да речеме, ако е сега на глава, на нозе да застане образовниот систем во тој поглед, бидејќи не е ништо еднаш за секојаш зададено и треба да се менува образовниот систем, бидејќи и процесот и животот се менува. Како ќе одговориме ние на овие потреби на пазарот на трудот со ваков образовен систем? Видите, постојат овие барем тоа најдобро го проценени овие стопанственици во економија, што реално, како велат дека има нефункционално образование, нефункционалност, односно се произведуваат кадри кои што не може да се соочат да работат за тоа што се оспособуваат. Дури јас порано имам тие податоци малку позастарени,
Имаше некои институти, групи, речеме на Вукив, не? Скоро 80-90% од тие што ги произведувавме не работеа за тоа што се образоваат. Тоа се само по себе повлекува други консеквенции, бидејќи вас никој не ве контролира. Дури вие сте автономен во тој поглед, не? Дури самата автономија дојде во една граници на анархија, би рекол, не? Ако сте автономен и држите до себе, тоа нема тука импровизација, така да. Тука Болоња, кога упадна како процес, како систем, односно како еден нов систем, не? Она требаше да исправи дел од тоа, но за многу кратко време нашите факултети се претворија во приватно јавни институции. Од една страна запишувате студенти кои се државата ги финансира, тие се мал број, а другите над 80% ги запишувате за самофинансирање. И тука едно 3-4 години ние живеевме во едно доста богати хонорари, да немаме илузија тоа, не? Но тоа го урниса и понатаму сега тој... Се сеќавате, професоре, колкави беа хонорарите во тој период? Се сеќавам. Еден колега зема 4.500 евра за еден месец, тоа јавно го кажувам. Не бидејќи сега тоа е актуелно. Не ми кажувам ова. Не, чекајте ова. Зошто? Добро, да, за да... Зошто има 200-300 студенти, има 20 и колку, 10 и на 15 предмети и не знам што, тоа хонорари како да. Но нема работа. Болоња тука ја изгуби таа елементарна, би рекол, предпоставка дека вие, вашата цел е студентот, тој треба да учи. И самиот тој, би рекол, чин, акт на учење се занемари. И нема контакти, тестови, скрипти, нема литература, да не зборувам понатаму една. Се создаде, би рекол, еден, како ја го се обидов да го тоа објаснувам, една култура на корупција во системот на високото образование. Така ви имате и книга за тоа издадено? Затоа што многу сегменти се поклопија, многу брзо, и системот функционира, се доаѓам на тоа прашање. Како сега вие ќе направите визија, јас зборувам главно за УКИМ, мислам, пред се. Мислам за УКИМ, бидејќи тој ги најголемиот дел не од сите студенти во Македонија, колку 80% се на УКИМ, се разберем, од Македонија. Или она што е, тоа е најдобро рангиран, речете, универзитет во Македонија, најдобар, не? Ја говорам за него, говорам за него, сега можеме да предпоставиме некој што се подолу на таа скала, барем од тоа рангирање. Сега како вие да направите визија? Со тоа ќе завршам. За мене постоја само неколку, како говорам, многу едноставни и елементарни предпоставки. Мора да проработи тој систем на евалуација, не само на евалуација, на дворешна евалуација. И да покаже колку од овие факултети, 140-50, колку се во Македонија и 20 и колку универзитети, кој од овие задоволува елементарни критериуми? Кој задоволува? И тоа треба се следи, тоа не е процес на чин. Ајде сега, колку е ова додаток на 120, ќе правиме 150, ќе го решиме проблемот. Не, овде треба една година, 2-3 години да се видат тие почетни резултати во тој поглед и да се каже дека тие факултети, без разлика дали се приватни, државни, да им се каже на студентите, вие студирајте таму. Ама еве кој ќе прави таа евалуација? Дали тоа нема да се отвори ново поле за можни коруптивни... Не можете да земате државна позиција, тоа го направи Косово, тоа направи многу земји. Извинете, вие студирајте и понатаму кој сакате, не, тоа е ваш проблем. Ние, тој еден чин, тој е многу елементарен, тој не предпоставува големи трошоци, не знам што, но бара знаење, тим, екипа, кој ќе го следи тоа и ќе покаже, не, и треба доследност. Тоа е и посветеност. Ајде вака на кратко. Ние многу зборуваме за Болоња и болонскиот процес, а во суштина, за жал, многу малци луѓето знаат за тоа. Прво, јас сум еден од ретките во држава кој што во Република Македонија, кој што може да се пофали, дека учествувал на церемонија лично во Болоња, Магна Карта Универзитатум, се вика церемонијата. Болоња е декларација од две страни, ја има преведено и на македонски, оригиналниот превод на македонски, јас го имам во монографијата што ни ја дадоа по повод прославата 20 години од Болонската декларација. И таа две страни декларација само укажува или се залага за единствено високо образовано европско поле. Алатката која што треба или со која што треба да се постигне тоа, се нарекува Европски кредит трансфер систем. Или ЕКТС, така. Или ЕКТС скратено. Сега што е проблемот? Проблемот е што
Тоа е документ на Европската комисија, на Директоратот за образование, кој што е преведен на македонски, значи го има на македонски јазик. Кај нас тој документ погрешно се толкува и погрешно се применува. Како мали џокица замишља Зошто? Еве затоа ЕКТС. велам зошто. Па, видете, треба да се направи малце посуштински, посериозна анализа. Тогаш 2008 година беше Законот за високо образование кога се менуваше, универзитетите кои се усогласуваја по фамозната Болонска декларација, због тоа студентски лидер бев во сите тие работни тела присутен. Едноставно кај нас има отсуство на желба да се направи нешто. А зошто? Никој не сака да се излезе од зоната на комфорт во која што се наоѓа. Нема врска ЕКТС дека вика дека само со тестови ќе се полага. Не е точно тоа. На некој му одговараше тогаш да каже тоа е по ЕКТС. Не е точно дека ЕКТС вика дека мора да имаме 3-годишни студии. Не е точно, тогаш 3+2 ги направија сите универзитети. Малчевски тестови на човек кој предава на 500 студенти, како тој ќе ги испитува усно. Во тоа е проблемот. Професоре, ние уписната политика е друго прашање кое што ние треба сериозно да ја подискутираме, зашто кај нас конкурсот за упис на универзитети од година во година се препишува истиот. Вратете 20 години назад, 2-3% има осцилации во бројките по ова. Се случок информатика факултетите кога стане актуелни, тогаш најнаш они влегоја во конкурсите за високо образование. Уписната политика, веќе дискутиравме, мора да го следи пазарот на труд. За уписната политика на универзитетите да го следи пазарот на труд, мора да се вратиме во средно образование. Мора ние да видиме што со средното стручно образование, зошто да имаме само гимназија, да немаме квалитетно средно стручно образование. За тука мора да се навратиме на основното образование. Што имаме ние проблем, поготово после оваа будалаштина концепција, која што не ја воведуваат, која што де факто и де јуре. Не, она концепцијата пред 2 години Мила Царовска на сила што ја тераше, што ја усвои учебници по кои што немаат децата се уште. Значи, многу е суштински проблемот. Ние не можеме да го решиме зошто нема, зошто. Треба да седнеме прво. Извини. Јас уште тогаш му кажав. Две работи се суштински кои што ние како држава треба да направиме за да повлечеме црвена линија. Прва е анализа на постојни состојби, да видиме до каде сме. Што ни се случува? Зборувам за целиот сегмент. Високото образование е само последица на основното и на средното. И вториот момент, дајте да видиме што каде сме во регионот, што со компаративна анализа. Дајте да земеме 2-3 земји од нашето поблиско окружување, 2-3 земји од нашето подалечно окружување и тогаш да видиме ние суштински каде сме. Вака, пак ние доаѓаме до вербламе во празно. Доаѓаме пак до тоа клучно прашање. Ова што говориш во ред, немам никаква забелешка. Професор, имало ли неадекватна примена на Болоња системот е многу сложен, можеш да го многу поедноставиш. Одговорноста за тоа што говориш ја префрлиш на институциите, на факултетите, на институтите. Ама професоре, со евалуација. Не, чекајте. Она што се враќаме на тоа 2014 година со екстерното тестирање. Вие произведувате кадар, така? Така е. Ајде да го видиме тој кадар сега, некој ќе го види дали тоа одговара за тоа што се школува 4-5 години. Дали одговара на тоа? Ако не одговара, одговорност е пафлодата на самата институција. Ономе кој што го произведува тоа. Тоа ќе се праша тие дали во сам старт зборував за телото кое што треба да врши квалитет во високото образование. Ние тука ако влеземе во процедура на бирократска, ама вие не може да очекувате квалитетно образование кога во сите буџети, поготово во последниве 5 години, кога активно ги пратам и ги следам, секоја година скоро буџетот за образование е помало од претходната година. И сега ние кога гледаме, моментално имаме на афера паразити, колку некој зема плата, па како да нема за образование плата? Како да има за образование пари? Тоа е суштината на една држава. Образование, здравство, безбедност, правосуден систем, тоа се темелите на државата. Вие многу побаво од мене тоа го знаете, по вокација сте социолог, така? Ама пишував за тоа и Епа сега како може на оваа страна ова да има држава што оваква е криза и другото е и на резултат на високото образование, да се мислам да немаме на квалитетот на овие последни 20 години. Еве, тој период се поклопува што го кажавте и со Болоња процесот. Што им направи Болоња процесот на студентите, професор? Ја бев дел од
искрен да бидам, она што се сложувам со него, не, нас ни соопштија месец дена пред да се воведе Болонја, дека ќе се воведе нов систем. Внимавајте. Се сеќавам многу добро, сега тоа е на сцена на деканот, таму негде крајот на, како беше, септември, кога пред да почне, вели, ние од 1 септември, октомври, односно, применуваме, ќе се применува Болонја. И ние гледаме, што е, кој систем, што е тоа, значи? Тоа и веднаш го почувствуваме, тој е сега резултат на Болонја, не. Затоа реков тоа јавно-приватно партнерство. Државата фино тоа се ограничи од трошоци на некој начин, така. Ние ќе финансираме 20 студенти, да речеме ова колку беше таму на некоја група која мал процент, релативно мал процент, тоа се државна квота, а вие може да запишувате колку што сакате. Ја бев на некои институти, имаше 20 студенти финансира државата, 220 запишува со самодопринос, да речеме, со и тоа беа прво по 1000 евра, па се намали таа сума и ама едно време па имаше и јагма, се бараа студенти, имаше па и борба, дефицит, борба за студенти, да. Али резултатот дојде, односно ова што говориме, многу за брзо време. Зошто? Реков, за мене Болонја, така е, разбрав тогаш, дека бара посветеност на студентот. Вие седите, треба да учите да комуницира професорот. Имаше студенти кои никад не проговорили со професор. Никакви вежби. Како вие може да имате настава квалитетна, да немате никакви вежби? Чекајте. Или книги, професор, еве сега бидејќи уште 5 Или, минути има да например, дојдат емисијата, еве и сега дури студентите се жалат дека немаат книги, дека учат или па дури имало условување од професори, ако не ја земеш мојата книга, нема да ова. Видете, тоа имало 30 години, не е само Болонја, тоа имало 30 години. Сега и кај нас меѓу универзитетските професори, професорот ќе се сложи, не се повеќе од 2-3% тие што го прават тоа не е слика за сите универзитетски професори. Добро, не треба да се генерализира. Ама знаете мене што ми смета. Мене ми смета има. Добро, кажете ги со име и со презиме кои се. Еве, например, јас за моите предмети из универзитетот каде што работам, можам со сигурност да кажам дека правило број 1 е да имаме учебник за предметите кои што ги предаваме. Еве како се снаѓате со учебници. И тоа, пазете, вие не може да напишете учебник преку ноќ, тоа е процес. Вие мора да направите скрипта, па 2-3 години да ја подобрувате, па од таа скрипта полека да изградите учебник. Не е тоа процес кој што преку ноќ може да се. Зборувам генерално. Моите предмети се сите покриени со учебник и новите предмети кои што ги добивам да ги предавам, нормално со секоја година имаме распределено предмети, се покриени со скрипта во дадениот момент. Ама вратете се чекор назад. Кој е мотивот? Еве, например, асистент на универзитет зема 27.000 плата, па чистачка во МНАФ зема повеќе од асистент. Ева на МЕПСО и сите тие си. Како ви очекувате да добиете квалитет без вложување на средства во тоа? Како очекувате квалитет која секоја година вие упорно го кратите буџетот за образование и за наука? 0,08% од буџетот е поразителна бројка. И колку време трае тоа? Истата со години. А истата таа политичка партија ни рекуваше дека 1,5% од БДП ќе издвојуваат за наука 2020. Не е толку далека, сега не се случи истото. Зошто професорската фела елита не реагира на тој факт? Професоре, зошто вие мене ми го поставувате тоа прашање? Кога вие повеќе време од мене сте работеле на универзитет. Значи, говорам зошто. Така да. Зошто е, професоре? Зошто? Ја очекувам од вас. Затоа што добро не работат. Што зошто? Нема часови, нема ништо. Викаш учебници. Ај погледнете, се постои сега на така електронски, ќе видите. Пролистајте. Нема учебници. Да има ученици да предават. Тогаш дека и овие плати што ги земаат им се многу, што велите ако не работат. Не може да се стане. Професоре, вие зборувате за 2-3%. Не може ти 20 години, 25 години да стои тој факт, а да не се реагира. Не може да. Јас познавам ја работам како професор, ќе демонстрирам, не знам што ќе правам. Ако не се формира некој синдикат на УКИМ, само нормално чисто. Да, побара. Значи јас познавам еден куп квалитетни професори на УКИМ кои што директно се спротивно на ова што го зборувате. И се млади, и се успешни, и држат настава, и имаат учебници за предметите кои што ги предаваат. Вие од
ајде има, 5%, ајде не се ја 2, 35%. Така, добро, да Колку са тие? генерализираме апсолутно, не го да. прават правилото. 95% луѓето си ја бркаат работата, да си работат. Мислиме сосема друго нешто. Си работат. Апсолутно. Ама вие Волам. со овие бројки, со овие плати сега, не може да очекувате они да имаат мотив ти да работат. поставиш- Кога гледаат дека чекај. некој си директор кој што е no name, значи никој не го знае, бришел прашина по штабови, додека професорот магистрирал, учел да докторира, пишува трудови да стане доцент, пишува трудови да стане вонреден редовен професор, и најнаш бришачов на прашина во штаб зема 5 пати поголема плата од Се ќе него. ти кажам ова, ќе Професоре, ти поставам само една, во една реченица. Тоа се и дилеми кои што Отвори мене ги- секој ден Отвори ги сајтовите на некои тие факултети, кои ќе погледнеш, професор има 20 часа неделно, така, Добро. 20 часа, 25 предмети, чекај, 25 предмети. Ама кажете кои се Чекај. со име. По закон може максимум Можам јас 8. по име, отвори го. Ама види го сега. максимум 8 по Абе, закон може. отвори, еве, филозофски Максимум 8 по закон може. Тогаш каде па пријавете ги во Еве, ДП сега, и нека вчера појдат ДП. гледав ова на тоа, баш да го, еве, Бечи се спрезова. За емисијата, така да. Но некои колеги, колешки, таму, 25 предмети. 80 Ама некои не сите. Некои. Тоа не се прави. Нема во тие- сите Еве, се што на говори 10, тоа, не, што не, така? не е тоа поентата. Види колку има часови неделно. Види студентот колку има часови неделно. Студент може 7 предмети за еден семестар да полага, молим те, за 3 месеци, октомври, ноември, декември, јануар полага. И Па и ние сме ги полагале бе професори. чекај. Кога едносеместрални, кога двосеместрални, Ја не јас сум додека полагал, студирав. не го мешај тоа. Ја го пресметував времето, колку е потребно еден да спрема студент еден предмет. 7-8 дена, максимум. Пазете, Но внимавај. тоа не е доволно по Ма мене. не доволно тоа да. Уопшто И не тоа доволно. ни часови редовно, ни ова, и ете го формалниот дел скриптата, нешто научи и тоа е све. Сега, ја не ги обвинувам професорот или студентот, а лал да им тие што се прилагодија на тоа. Продаваа книги, се збогатија, студенти си дипломира, не сега, чекај, да не ме сватиш погрешно во таа смисла. Да. Може се поинтелигентни. Да. Али, најголема штета за оние кои што се вредни, кои што работат, тие се оштетените. Што треба да се направи, Малчевски, ве како една порака за крај, за да биде системот, иако е тешко во една-две реченици, ама ќе ве замоламе ве за една кратка... Суштински е дека ние треба да Како повлечеме завршите? црвена линија. Анализа на постојни состојби, компаративна анализа да видиме моментално каде сме. И после тоа промените или законските решенија треба да потекнат од универзитетите, онам од каде што ние треба да го имплементираме законот. Не може да не бидеме прашани како универзитети што за последните законски измени. Од кога ќе го направиме тоа? Тоа е за некои си 3 до 6 месеци. Следно нешто што мора да го направиме е поставиме стратешки приоритети. Што ние ќе правиме, каде се гледаме по 10 години од сега? Но и да се мерат потребите на нели на пазарот на трудот. Тука влегува се. Значи тука влегува се, како се движи пазарот на трудот, како се движат светските теркови, трендови, така натаму, и врз основа на тоа вие градите стратегија. Кој ќе го направи тоа? Ацевски. А вие мислите дека кој ќе го немаме- направи? Јас сакам еве во книгата ја се правев само таа што анализа 10 години. Што заклучоци дојдовте Ама тоа професори е и со науки, тоа завршуваме. професоре. Ние имаме и УГД универзитет, и УК Јас зборувам за универзитет, УКИМ и како другите. најдобар универзитет. А некои универзитети во Македонија, тие приватни се на 10, 15 или 20 000 место на Шангај листа. УКИМ е на прво место во Македонија и сега стигна, се движи до 2000 место, но добро е тоа. А и претходно Ја ги кој правев зборувавте, тие, зборувавте еве ти за анализа. УКИМ. Ама ја знам, сум Уште читал да ги една знам распаки. книгите. Што ќе Ги не знам зирате? книгите. Ние ги знаеме, сега треба со многу кратки, многу јасни, недвосмислени потези. Евалуација, следење на тој процес и префрлање на сета одговорност на самата институција. Ако вие за 4 години од сега не постигнете некој резултат елементарен, кој што ќе споредувате околу нас овдека, клучна врата, или продолжете, работете, но вашите студенти нема државна администрација како Косово, нема не знам што, а приватните може да вработуваат. И ништо повеќе, пази. Тука морам да ја одјавувам емисијата. Професор Ацевски, благодарам што бевте дел од ова издание на Аргумент Плюс. Ги имаме овие теми и понатаму. Малчевски исто имам благодарност што поразговаравме и на оваа тема. Почитувани, благодарност за вниманието со кое не следевте и овој Аргумент Плюс. Довидување.